Жените со социјално загрозен статус во Република Македонија немаат еднаков пристап до здравствените услуги во периодот на бременоста, па и после тоа. Половината од нив се пораѓаат без да ја знаат својата крвна група, а вообичаено во периодот од 9 месеци добиваат во просек само по 3 здравствени прегледи, иако со антенаталните протоколи ги следуваат 10 доколку прв пат раѓаат или 7 ако раѓале повеќе пати. До овакви резултати дошло граѓанското здружение Национален ромски центар од Куманово, испитувајќи го јавното мислење во 5 градови во Македонија, меѓу кои и во Кочани. За да им помогне на жените чиј социјален статус е под границата на нормалата, каде најмногу има жени ромки, Здруженијето од крајот на минатата година го започна проектот преку засилен глас до подобри здравствени услуги, чиј период на реализација е до крајот на оваа година. Целта на проектот е со него да се започне застапување на овие жени пред институциите во државата заради ефективно спроведување на Законот за здравствена заштита, со кој ќе им се гарантираат предвидените бесплатни антенатални услуги. Во Сумаголник гостува Себихана Скендеровска, координатор на проектот, која ги открива досегашните анализи и резултати од неговото спроведување. Скендеровска, при крај сте на проектот веќе една година која што беше предвидено да се реализира, помина. Какви се првичните анализи и заклучоци што ги добивте од овој проект? Значи, проектот преку засилен глас до подобри здравствени услуги всушност е проект на застапување, каде што сакаме и да ги застапуваме жените кои што се социјални и економски ранливи категории на годишна возраст од 15 до 49 години, значи он е репродуктивен период на жената кога може да остане бремена и кога може да треба да донесе на овој свет едно здраво дете. Она што ни беше првична идеја, ние го сакавме е всушност да им се овозможат на жените кои што се економски, социјални ранливи категории на граѓани во Република Македонија, значи се примаат социјална помош под еден и под два се осигурани преку Фондот за здравствено осигурување. Овие прегледи, значи, кои што се предвидени во антенаталниот период, да бидат ослободени од партиципација. Во рамки, како дојдовме до оваа идеја, всушност е нашето истражување кое што е направено во претходниот проект во 5 града во Република Македонија, значи во Куманово, Крива Паланка, Кочани, Штип и Битола. Реализиравме 10 фокус групи со 102 жени, значи во сите града и значи жени кои што беа исто од 15 до 49 годишна возраст и увидовме дека всушност жените кои што стануваат бремени немаат можност да си ги платат тие додатни услуги кои што треба да ги имат за време на бременоста. Додатни услуги се мисли например, правење на микробиолошки тест за време на бременост, земање на крв, контрола на урината, лабораториски прегледи, значи сите тие прегледи, приска 1, приска 2, сите тие прегледи всушност спаѓаат во услуги од секундарно и терцијарно ниво на здравствена заштита, нели, според поделбата на здравствената заштита во Република Македонија. И видовме дека тие всушност не ги прават овие прегледи затоа што немаат пари да ја плаќат партиципацијата. Ромските жени беа интервјуирани во овој случај, земени како една од најслабите и најранливите категории на жени, бидејќи има најголема невработеност, кај нив помалку образование, што не значи дека и кај останатите заедници во Република Македонија ова не е појава, особено на оние социјално ранливи категории на граѓани. Кога го откривме ова, значи дојдовме до идејата дека треба навистина да се испита што се случува реално во Република Македонија. Во тие рамки направивме правна анализа, каде што се предвидени, анализирани сите закони кои што го опфаќаат овој антенатален период на секоја жена.
Значи антенаталниот период е периодот кога жената останува бремена, нели, кога тоа трае 9 месеци и пред периодот на зачнување на плодот на бебето, значи таа заштита е опфатена. Значи планирањето на бременост, останување бремена, доносување на бременоста, нели, на здраво живо бебе после 9 месеци. Значи државата има предвидено и усвоено во 2010 година, значи при крајот на декември некаде, има усвоено антенатални протоколи. Министерството за здравство ги усвои и според тие протоколи е предвидено 10 прегледи, значи 10 посети кај матичен гинеколог за секоја жена. Она што, значи, потоа дојдовме до прашањето што она што се плаќа кај матичните гинеколози, нели, нивната работа се сведува на откако станаа приватни и откако почнаа да склопуваат договор со Фондот за здравствено осигурување, тие имат капитација, односно месечно примаат за секоја жена добиваат по 50 денари. Толку е нивната капитација. На таа основа што они можат да пружат во тој дел, значи во тој антенатален период за секоја жена бремена, значи колпоскопски преглед, ехо прегледот не треба да се наплаќа за бремената жена, значи, и еден пап, мислам дека, значи тоа се тие прегледи кои што докторот не треба да ги наплати, или посетата, например, ако измери притисок, не треба да ја наплати, не знам. Значи тоа е некој пакет што не треба да им го да го наплаќа матичниот гинеколог, значи ехо прегледот никако. Тоа е бесплатен. Тоа го покажува и нашата финансиска проценка, значи ние ги земавме сите тие 10 прегледи што се предвидени според упатствата и ги анализиравме. Значи, според референтната вредност на Фондот за здравствено осигурување, колку чини прегледот и колку е партиципацијата. Значи, најскапиот преглед, например, приска 1, приска 2, за него партиципација, например, би требало да се плати максимум 350 денари. Значи, тоа е партиципацијата. Иако реалната цена, значи, изнесува некаде околу 2-3 денари. Минимум. Значи, тоа е референтната цена според фондот. Не зборуваме за приватните клиники, кои што имаат своји нели цени. Значи, потоа тука е спроведено, значи земено е во предвид сите оние прегледи, значи од ехо преглед, од пап тест, микробиолошки тест, урина, лабораториски прегледи, значи сето тоа месечно увидовме дека една жена од прилика би требала да плати секој месец во тојкот на тие 9 месеци за секоја посета би требало да издвои некаде околу 250 до 350 денара. Значи зависно од тестот кој го прави. Иако го прави секако во својот матичен град. Знаеме, например, дека жените во Кочани многу пати се испратени за некои прегледи во Скопје. И тоа е проблем, секако. Ако ние видиме дека во Република Македонија официјално за 4-члено семејство социјална парична помош изнесува 2040 денари, можете да замислите за една жена колку значат тие 350 денари месечно. Значи тоа е некој минимум на цена. И поради тоа ние направивме финансиската проценка, значи во рамките на проектот заедно со правната анализа истата е испратена, значи до Министерство за здравство, до влада, до значени, мислам, и соодветни пратеници, значи Комисијата за здравство во парламентот на Република Македонија, до Министерство за труд и социјална политика. Нашата анализа покажа дека исто така дека во моментов кога беше изработена, значи во мај месец, финансиската проценка, видовме дека добивме информација дека 32.222 жени на годишно ниво се жени од 15 до 49 години кои што примаат социјална помош во тој даден момент. Проценката од нашата од финансиската, значи проценка покажа дека доколку владата, државата би ја преземала, значи оваа обврска да ги покрива трошоците, значи за сите 10 прегледи би требале да издвои околу 2240 денари, значи за сите 10 тие прегледи.
Значи, бројката од 32.222, со тоа што ја пресметавме на годишно ниво колку живородени деца имаме, значи, испаѓа дека државата на годишно ниво би требала да финансира околу 1500 жени. За тие жени, значи, би требала да издвои негде околу 50.500 евра. На годишно ниво, за да ги покрие сите овие 10 прегледи, што не е воопшто некоја голема сума на пари, според мене, а и според многу представници, бидејќи со многу луѓе, значи со луѓето што разговаравме и од парламентот, и од комисиите, значи јавни личности, лекари и представници од други институции, значи рекоа дека оваа цена навистина не е многу голема и дека каузата за која што ние всушност се застапуваме е многу благородна, затоа што нели збориме потоа за здрави бебиња, за здрави поколенија, им се олеснува на мајките нели пристапот до антенаталната заштита, затоа што на тој начин жената се осигурува дека ќе донесе на овој свет здраво родено бебе, затоа што на пример многу повеќе чини кога бебето нема да се роди, ќе се роди со некои аномалии или со некои проблеми, и тоа после ја чини државата плюс. Затоа што треба тоа дете да престојува многу подолг период во болница, па се плаќаат нели медицински сестри, па медикаменти, па терапии и значи зависно од тоа како ќе се роди бебето, значи со какви аномалии. Ова што ние го направивме после финансиската проценка и анализата е промоција, значи промоција на нашиот проект, на она што ние го бараме. Во таа насока имавме организирани 2 тркалезни маси, едната во Штип, едната во Скопје. На тркалезните маси значи беа поканети представници од здравствените институции, значи директори на болници, началници на гинеколошки оделенија, медицински сестри, односно бабици кои што работат акушерки, значи со тие жени, за да нели се доведе многу поблиску тој проблем со кој што и тие се соочуваат. Исто така на тркалезната маса во Скопје имавме представници на председателот на Сдруженијето на матични гинеколози на Република Македонија, и тој ги представи исто така проблемите со кои се соочуваат тие како засегната страна. Имавме значи луѓе од интернационални институции, значи представници од Обединетите нации и така натаму, и дискутиравме, значи всушност сакавме да видиме кај се вистинските пречки во остварување нели на тие права што ни се загарантирани од страна на државата, кои што еве граѓаните некако тешко може да пристапат до нив. Увидовме дека меѓу секторска соработка недостасува многу. Значи, од она ниво на креирање на политики до она имплементација на реално ниво, на локално ниво, значи, кај граѓаните има доста административни пречки кои што се појавуваат, значи, при остварување на ваквите права. Имаме навистина многу добри закони кои што се креирани навистина испоред нели европски стандарди, нели да го фатиме онај како да кажам тренд на приклучување кон ЕУ, но од друга страна имплементацијата е многу ниска. Имаме значи видовме дека има доста стереотипи, дека имавме во еден од заклучоците дека студентските програми, например на медицинските факултети, се многу слабо опфатени со превентивната заштита. Значи антенаталните прегледи се превентивна заштита. И сите ние зговориме дека да вложиме во превентивата за да не трошиме многу пари во куративата, нели? И значи има работи кои што треба значи системски да се менуваат, но има многу работи кои што треба да се контролираат и на локално ниво. Овие заклучоци и препораки ќе бидат испратени до институциите, се финализира, значи тоа беше организирано крајот на септември, почетокот на октомври месец, ќе бидат објавени на нашиот вебсайт, значи во рамките на проектот имаме и вебсайт кој се вика Едно магазин,
и тука се обидуваме, значи, сите информации, новости во рамките на проектот, но и во рамките на законски измени, од реалниот живот, приказни кои што им се случуваат на жените. Значи ги објавуваме на нашиот вебсайт, нашата финансиска проценка и правна анализа ги има, значи, на сајтот и се достапни, значи, за јавноста. Ние, значи, до институциите, она што им го порачавме е дека остануваме отворени, дека слободно може да ја користат финансиската анализа, доколку како им одговара, што им одговара да го преземат, значи на НРЦ не му е битно дали НРЦ ќе стои позади тоа или не, на нас не е битно, значи, да се усвои тоа и да се примени, затоа што знаеме дека и државата, нели, има загриженост за демографскиот развој, нели, имаме стратегија за демографски развој во Република Македонија. Имаме веќе проблеми, нели, со намалување на наталитетот, морам да кажам дека е загрижувачка и бројката на, значи, на доеничка смртност во Република Македонија, значи, според Евростат официјален податок кажува дека во Република Македонија имаме 9,8 умирања во споредба со околу на 1000 раѓања, значи ни се фаќа како 9,8 процентуално, што е многу висока стапка во однос на дури на поблискиот регион Србија, Бугарија, Црна Гора, например, и други. Значи во таа насока. На кои жени се однесуваше проектот, дали само на жените ромки или пак на сите оние жени кои што се во лош социјален статус? Значи, овој проект се однесува на сите жени кои што се соочуваат со економски проблеми, значи што примаат социјална помош. Бројката од 32.222.000 жени се сите жени во Република Македонија од 15 до 49 години, според податоците кои што неофицијални податоци од Министерство за труд и социјална политика, значи, кои што примаат во моментов социјална парична помош по било кој основ. Дали се они директни, дали се самоохрани мајки, значи тоа е таа бројка која што беше во тој даден момент на жени примателки на социјална помош. И ние ги таргетираме токму нив. Ние се застапуваме за нив. И сакаме токму во моментов они да имаат оваа можност, затоа што они се соочуваат со оној проблем на финансиска немаштија, со помалку образованост, значи помалку образовани, не се информирани, значи не ги знаат своите права кога ќе одат и на лекар. И затоа и они се таргетирани. Затоа што сметаме дека не велиме дека не треба сите жени да го имаат оваа право. Зошто? Сакаме Република Македонија, нели, да има повеќе нови генерации, да се раѓаат здрави генерации. Но ете поради финансиската криза која што е на светско ниво и знаеме дека е многу тешко да се издвојат средства за многу големи средства за одредени превентивни програми, ние предлагаме, значи, првин државата е во овој кризен период да ги опфати барем овие жени, па понатаму тоа ако има можност да се прошири, зашто да не. Имајќи предвид дека проектот истекува, овие резултати до кои што вие дојдовте ќе ги соопштите таму каде што треба до надлежните институции, би рекол, во државата, па можеби директно и во Министерството за здравство. Очекувате ли можеби реакција позитивна? Па првично кога ги испративме нашите податоци и анализи, добивме одговор од Министерството за здравство дека е направен акционен план за намалување на матернална и доеничка смртност во Република Македонија, затоа што и државата открила дека има проблем на оваа ниво, нели? И добивме одговор дека и они се трудат и дека ќе видат да некако да го спроведат тоа што и ние го бараме, нели? Значи ќе ги имат во предвид нашите препораки и анализата. Има комитет за безбедно мајчинство кој што почна да работи на оваа прашање, значи се работи во таа насока. Јас сум многу среќна што нешто се прави, затоа НРЦ останува отворен и да помогне таму каде што може. И се надевам дека во иднина ќе може да се спроведе ова. Значи јас ќе бидам среќна кога ќе слушнам дека е прифатено ова.
дека има пакет на услуги дека пакетот на услуги кој што е предвиден според антенаталните протоколи е прифатен и се реализира од страните на гинеколози и значи на сите гинеколози се реализира, не да се остави селективно. Досега беше оставено ова како селективен пакет, па секој гинеколог го прави она што он мисли дека треба да го прави. Него ќе има пакет на услуги кои што навистина пакет на услугите кои што ќе им се нудат на пациентите да се реализираат и навистина да бидат бесплатни. Да се знае што ќе добиваат пациентките за нели онаа капитација што им ја плаќа Фондот за здравствено осигурување. Рековте дека лошиот материјален статус, односно немањето доволно финансиски средства е една од причините жените да не ги добијат потребните превентивни здравствени прегледи. Има ли влијание, можеби, неедуцираноста, неинформираноста, па и предрасудите? Да, значи финансиската положба на жените, особено кога се социјално ранливи, знаеме дека е многу лоша. Знаеме дека се уште невработеноста во Република Македонија е на доста големо ниво, а со финансиската криза која што нели постои во светот, тоа некако уште повеќе се влошува и уште повеќе се чувствува и особено кај овие ранливи категории на жени, како ги викаат. Неинформираноста, да, затоа што, например, многу од жените, особено тие што се социјално и економски загрозени, нели, и немаат например, работно место, не излегуваат од дома, не се многу социјализираат, нели, во општеството. Од друга страна, немаат можности, не знаат кај да се информираат, нели, исто така, и патриархалното, нели, воспитување се уште што го имаме, за жал влијае и тоа, например. Многу е битно да се работи на освестувањето. Знаеме дека еве, например, сега Министерството за здравство нели прифати здравствени медијатори, ромски здравствени медијатори кои што например покажуваат некои индикатори дека има подобрување во информираноста. Значи треба комуникација со луѓето, треба институциите, особено здравствените работници малку повеќе да им се приближат на пациентите, за да нели ги информираат, бидејќи да се разбереме, невладина организација има луѓе и здравствени лица кои што викаат, па еве вие невладините едуцирајте ги. Невладините не се тие кои што треба да ги едуцираат, тие треба да едуцираат до некое ниво, значи, но основната едукација и информација треба да дојде од здравствениот работник. Значи, во текот на тркалезните маси имавме и ваква дискусија. Значи, тоа мора да се работи на глобално ниво, не може да се работи. Невладините, еве, во текот на една година ќе едуцираат 500 жени, да кажеме, во 5 града во Република Македонија. Ама колку ќе ги едуцираат? Ќе направат 1, 2, 3, 4, 5 тркалезни маси, ќе опфатиме 500 жени, например. Или работилници, без разлика што и да. Но државата треба тоа постојано да го обезбеди. Значи, здравствените работници треба да работат со својата целна група. Ако они не ги информираат, тогаш многу е помалку можно дека други луѓе ќе ги информираат и ќе ги едуцираат. Имаше работилници во Кочани, одржавте контакт, би рекол, со дел од жените, ги посоветувавте. Што беше она што нив најмногу ги интересираше и кои беа прашањата што ги поставуваа најчесто? Значи, она што мене, да, имавме, значи, вакви работилници во сите 5 града, значи, каде што на жените всушност им го представивме оној пакет, нели, на основни здравствени услуги во антенатален период кои што треба да ги имат. И она што највеќе приговара жените, она што највеќе го дискутира беа, па добро што не се плаќа. И сега јас им објаснував што е она што не се плаќа и кое е нивното право, значи они велат, па не може, јас плаќам за тоа. Значи, јас за ехо, мене лекарот ми зема за ехо 150 денари, например. Или ќе ми кажат, па мене лекарот не ми кажал така, или мене лекарот нешто не ми објаснил. Значи, во многу ситуации лекарите, значи, поради недоволниот број на матични гинеколози, лекарите немаат ни време многу да им посветат над пациентите. Значи, ако не изе и чекаат надвор 10 жени кои што треба она да ги прегледа, не знам, до 2 часот, секако дека е многу поредуцирано онаа време, затоа што, например,
Имаме информации исто да тркалезните маси, дека кај жените, например, прегледот понекогаш се случува за 2-3 минути. Затоа што лекарот имал многу пациенти и не можел доволно да им посвети внимание. Значи мора да се регулира и тоа соматичните гинеколози. Државата треба да се погрижи да обезбеди, значи еднаква распространетост и застапеност на гинеколозите. Не само да, мислам, треба да се распредела. Тоа е, значи, еден од проблемите со кои што се соочуваат не само ромките, него и сите жени. Жените во руралните подрачја немаат пристап до гинеколог. И они требаат да си имаат, например, автобус или такси за да дојдат до некој град за да имат пристап до гинеколог, што е додатен трошак. Да се разбереме. Особено за тие кои што примат социјална помош, да земат, например, од Кочани еден автобус да отидат во Скопје за приска 1 и приска 2 тест, например. На нив им требаат патни трошоци, им треба барем еден доручек таа жена да јаде, што тие 350 денари нема да бидат 350, него ќе бидат 2000 денари. И, значи, трошоците се големи. Бидејќи проектот е при крај, значи ли дека со неговото завршување и вашите активности ќе завршат или можеби ќе продолжите да следите што понатаму ќе се случува на терен? Значи, ние ќе продолжиме и понатаму да следиме што се случува, а и значи ќе имаме активности кои што ќе продолжиме да се застапуваме, нали, за ова што го почнавме. Значи не прекинува нашата работа, продолжуваме понатаму и значи со нови сили, затоа што она што исто така недостасува многу во овие превентивни програми е токму на нивна реализација, мониторирање на нивната реализација, да се види стварно колку е реализирано и вистински да им се помогне на овие луѓе. На вистина луѓето да имаат пристап до овие услуги кои што им се понудени. Значи, тоа е нашата задача, тоа е нашата цел за во иднина. Застапување за еднаков пристап и наблюдување на она што се применува. А доколку е потребно, сме и спремни да предложиме, например, законски решенија за одредени места каде што мислиме дека тоа може да се направи. Токму тоа ми беше прашањето, доколку се усвои еден вид ваква програма да им се обезбеди бесплатна помош на сите жени кои што се со лош социјален статус, како би можело потоцна да се контролира како тоа се спроведува? Дали веќе сте размислували можеби за... Значи, ние имаме изработено една стратегија како било можно тоа да се реализира. Значи, ова не може да се реализира само преку една институција, тука се засегнати повеќе страни и ќе треба државата да ги менаџира. Да ги менаџира тие институции за да ги организира како што треба и за да може да се спроведе активноста. Има ресурси, мислам, човечки ресурси кои што тоа може да го направат, има луѓе кои што работат на тоа, потребата е тука и мислам дека треба да се работи. Има механизми за мониторирање, секако, бидејќи си постојат превентивни програми, точно по тие превентивни програми се одредени буџети, активности кои ќе се земат и си имат своји индикатори превентивните програми. Во моментов ова ние што го бараме не е ставено како таква, но ние ќе си избориме тие превентивни програми да видиме преку било која ние, значи, ќе настојуваме и сакаме да влезе ова како дел од тие превентивни програми. Проектот преку засилен глас до подобри здравствени услуги е дел од кампањата, односно декадата на ромите. Значи ли дека ќе продолжите можеби со некакви слични проекти во иднина кои што ќе се однесуваат конкретно и на ромската популација? Значи, ние заради застапувањето, секако, значи, ова е дел од декадата, ние заради застапувањето го проширивме нашиот фидик, затоа што не сакаме да испадне дека ромска организација лобира само за ромите. Свесни сме дека не се само ромите тие што се во лоша економска ситуација и затоа го генерализиравме прашањето токму поради тоа дека навистина проблемот стои тука. Значи, кај овие.
Да, проекти значи за роми ќе продолжат и понатаму, но ние би сакале повеќе да видиме и активности од државата, нели, кои што се работат за ромите. Имаме нели стратегијата за ромите, имаме нели акционите планови во 4 нели најбитни области: вработување, образование, здравство и сиромаштија, нели, или дискриминација беше така. Значи има акциони планови, има документи, ама не се буџетирани како што треба, нема добри индикатори од страна на државата и тоа е проблемот. За жал, ова не е само проблем со акционите планови за ромите, ова е проблем со многу други акциони планови кои што ги има донесено државата. И затоа треба, значи, да настојуваме она што го ставаме во хартија, да се залагаме да се реализира во пракса. Националниот ромски центар од Куманово е активен. Би рекол, помнам неколку активности кои што ги реализираше овде во Кочани, меѓу нив и можноста да се влијае кај ромската популација пред се, да се излезе за време на изборните кампањи, да се гласа, да се остварат своето законско право. Мислам дека имаше и известни активности околу барањето азил во западноевропските држави. Ако грешам, поправете ме, но тоа значи ли дека не само здравствените, превентивните вакви кампањи ќе ги преземате во игра? Значи НРЦ Глас на ромите, значи невладина организација која што работи за застапување на правата на ранливите категории, значи граѓани во Република Македонија. Ние имаме програма за предправна помош, односно бесплатна правна помош, каде што граѓаните од Куманово и од поширокиот регион, значи имаме луѓе и од Крива Паланка, Кочани, Штип, што ни се јавуваат и не бараат за совети, за правни совети. Значи, исто така во Кочани делуваме со проектот легализација на ромски домови, каде што се легализираат ромските домови. Значи, работевме и со претходниот проект каде што ги реализиравме фокус групите. Значи, Кочани е еден од нашите градови со кои што доста соработуваме и се обидуваме да им помогнеме на ромите и ќе продолжиме, значи, во таа насока. Имавме и образовни медијатори, значи, кои што работеа во Кочани во име на НРЦ. И имавме многу добра соработка со Кочани како град, но и со луѓето, значи, во Кочани. И за крај на овој разговор, едно малку поинакво прашање што не е директно поврзано со овој проект, со оваа кампања што ја спроведувавте, меѓутоа се однесува на работењето на невладиниот сектор. Повеќе ви рекол, има ли подршка финансиска за здруженијата на граѓаните како што е вашето? Значи, она што сега не знам како некоја, да не кажам манија, туку како некоја глобален хаос и хистерија која што се појавува кај сите, всушност, е се помалку, нели, проблемот со финансиската криза и со тоа што се помалку донатори даваат пари во Република Македонија, дека се одвојуваат буџети затоа што се редуцира на кадар, се редуцира на други, самите институции, значи оние донатори кои што даваа пари за ромското, за невладините организации, за ромското прашање, почнуваат да си одат од Република Македонија, го редуцираат својот кадар. Значи, некој глобален хаос во таа насока. Значи, ние се бориме, значи, не се откажуваме од она што го имаме како идеја и гледаме тоа да го промовираме за да, нели, имаме партнери. Партнери особено, нели, партнери во смисла на донатори, може да се идентификуваат, значи, во приватниот сектор може да има. Секако во Република Македонија нема многу развиено во таа насока, но треба, нели, да се испробаат и тие шанси и можности. Мои лични, мислам, согледувања и она што го имам слушнато во европските држави е дека можеби кризата ќе трае во наредните 10 години. Во некои држави можеби подолго. Но НРЦ нема да застане на тоа што ќе
и тоа нема да биде пречка за да се реализираат активности. Секако ние сме спремни и волонтерски да работиме во одреден период, но секако само за една кауза, а тоа е еднаков пристап на сите граѓани на Република Македонија до своите основни права, кои што ни се загарантирани од нашата држава. Верувам дека ќе успеете во намерите и да обезбедите и финансиски средства, меѓутоа и она што рековте, да успеете да ги остварите своите видување плански кампањи. Благодарам.